Скопје како котлински град зимно време буквално се формира купол. Тоа е температурна инверзија се вика. Се заробува слој, нели, топлиот воздух е полесен и оди нагоре. Меѓутоа се случува судир на топол и ладен воздух и се ствара слој и буквално ние зимно време се што ќе произведеме ние го дишеме. Тоа порано се викаше скопска магла, па се викаше смог, а сега не знам со кој назив би му го дал и како би го нарекол. И тоа буквално ние зимно време дишеме све што е у Скопје. Сега, нас не ни пристига само од оно што ние ќе го произведеме, значи, туку ние сме отворени од една друга страна, кај генерал Јанковиќ, не знам колку знаеш, има фабрика за производство на цемент. Косовска страна, значи, збориме. И иста таква имаме и кај нас, и таму е дозволено да се гори буквално све и свашта. Не можам да го сватам ова. Овдека во Кочани директно си ги убивме децата за профит. Овдека индиректно си ги убиваме и себе и децата, значи. Не можам да сватам кој воздух го дишат тие кои што свесно го прават ова за профит. И не ми е јасен тој концепт на самоуништување, се во име на акумулација на капитал. Значи, никаде нема го носиме тој капитал. На крајот на криштата, да не звучам фаталистички, ама сите ние ќе завршиме со 2 кубика земја над нас.